Битката за опстанок во првата македонска фудбалска лига продолжува. Неколку екипи се загрозени за опстанок, а тоа ќе понуди супер неизвестна завршница. Можеби последното коло ќе решава кои екипи ќе испаднат во втора лига. Брејара Струмица на домашен терен ќе игра против Воска Спорт во дерби каде трите бодови се од капитална важност. Брејара Струмица со 24 бодови се наоѓа во бара зоната за опстанок, а пак Охригени седна ното со 22 бодови. Овој надпревар ќе се игра во понеделник со почеток од 16 часот и практично со него ќе се затвори колото. Гостите на домашен терен ќе игра со екипата на Работнички. Ова ќе биде соочување на Работнички која е на третото место на табелата со 52 бодови и Гостивар кој е на четвртото место на табелата со 48 бодови во трката за третото место. Пелистер во длабока резултатска криза со 4 порази во низ и ќе бара излез од истата против Тиквеш од Кавадарци. Битолчани ќе бара триумф и 3 бодови за излез од резултатската криза, но воено и за стврстување на 8-то место и мирна завршница од сезоната. Тиквеш ќе мора до 3 бодови во трката за опстанок, а со триумф Тиквеш ќе се изравни со Пелистер на 8-то место со по 29 бодови. Шкендија на домашен терен ќе игра против Шкупи каде тетовскиот тим ќе сака продолжување на победничката серија и со тоа да дојде до титула во првата лига. Шкендија беше елиминиран од Купот на Македонија и сега фокусот е на првенството и титулата. Шкупи е во лоша форма со 3 порази и 2 ремија на последните 5 меча. Силекс во Кратово ќе го пречека актуелниот шампион Струга Тримлум каде тимот на Александар Васовски ќе бара 3 бодови со цел да продолжи да го следи чекорот на лидерот Шкендија кој има 4 бодови повеќе од кратовскиот тим, односно лидерот од Тетово има 62 бодови, а пак Силекс е втор со 58 бодови во трката за титулата во првата македонска фудбалска лига. Колото се отвора денесон од преверот меѓу Вардар и Беса, а рундата се затвора во понеделник со мечот од Струмица кој ќе започне во 16 часот.